Повисоки плати во МВР, законско зголемување на пензиите, нови вложувања во одбраната, помош за општините, но и поголеми капитални расходи за инфраструктурни инвестиции. Ова според Министерството за финансии се клучните компоненти на ребалансот на буџетот, кој од денеска влегува во собраниска расправа. Зголемен трансфер до фондот за ПИОМ од централниот буџет со цел непречено финансирање и исполнување на обврските на фондот за исплата на зголемените пензии и транзицијските трошоци, како и до обезбедување на средства за капитални расходи, продолжува финансиската поддршка и соработката на владата со општините која ќе биде насочена кон континуирано инвестирање во средства од централниот буџет. Владата тврди дека останува на проектираните бројки. 3,7% раст и стабилна 2,8% инфлација. Јавниот долг не би требало да ја помине рамката од 62% од БДП, а дефицитот се поставува на граница од 4% од БДП. За опозицијата ребалансот е фискално нереален, социјално штетен и без развојна компонента. Овој ребаланс ја разоткрива вистината дека економијата тоне, граѓаните се оставени сами на себе, а власта продолжува да се луксозира додека ги задолжува идните генерации. Со овој ребаланс нема пари за соодветно и заслужено покачување на платите на работниците, за поголеми плати во образованието, здравството, нема пари за повредените и семејствата на настраданите во Кочани. Нема пари за нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните, за намалување на цените. Граѓаните едноставно се оставени сами на себе. СДСМ ќе го поправа ревидираниот буџет со 160 амандмани, во кои главно предлага 15 милиони евра за поддршка на настраданите во Кочани. Доколку очекуваме забрзување на капиталните расходи до крајот на годината, постои голем ризик доколку не се остварат проектираните приходи, поготово ДДВ, доколку инвестициите за капитални расходи не се реализираат онака како што се проектирани, да не се пренаменуваат во тековни расходи кои што и така се веќе на максимално високо ниво. Ребалансот се очекува да биде изгласан најдоцна до 1 август. Катерина Нешкова, Сител телевизија.